Премиерот изјави дека додека е тој премиер во Република Македонија, бугари во устав нема да има доколку бугарите не ги признаат македонците во Бугарија како посебен етникум, посебна нација и доколку не испочитуваат барем неколку пресуди од Хаг. Мислам дека и вие сте тука некаде со ставот, ако не се лажам. Види, ние не дека сме тука со ставот, ние сме многу подлабоко. Овој премиер нема душа ни срце и ни храброст да каже, бидејќи бугарите не признаваат како нација македонци, не гираат македонците во Бугарија, ни го негираат јазикот, историјата, се. Не понижуваат во Европската Унија, се разбира, и во светот, дека ние сме некоја вештачка творевина на Тито, дека ние македонците сме биле бугари порано и дека имаме јазикот ни бил бугарски, ама не со некој дијалект сме го сменале. Пази, какви навреди. Овој премиер нема ни храброст. Лесно е да кажеш не ставаме бугари, се додека вие не ги признаете бугарите во Македонија, а мислени во Бугарија, и малцинството македонско, и додека на Европската Унија вели, вие не ни дадите гаранции, ќе ставиме ние бугарите во уставот, како тоа да е не знам што, каква работа, имаме ние повеќе нации ставено во уставот, но се игра на зборови, као еве јас сум патриот, видиш оправам, додека малцинството македонци не бидат ставени во Бугарија, а бугарите имаат граѓански устав и нема никош да истават. Оти ние ако имаме граѓански устав, нема да има во уставо, повеќе ќе биде граѓанска држава. Сега ние немаме граѓански устав и кај нас во уставо се ставени и албанци, и турци, и роми и така натаму, што јас немам против и така треба да биде. Значи сите што живеат, што се државјани, дали се 2000, 50.000, 10.000, може ние да ги ставиме. Но сега проблем имаме поголем со бугарите. Не е проблемот да кажеш тоа, проблемот што не каже премиерот, поентата ми е, господо бугари, поточно господо политичари бугари и бугарска држава, бидејќи вие не навредувате на секој можен начин, не ни дозволувате да влеземе во Европа, и што спомнав колку не навредуваат како македонци. Со децени. Нема е окупирано 1941 заедно со германците и другите фашистички сили, италијанци и не знам кој. И тука наши балисти, предавници, македонци, срби, четници и така натаму, усташи и хрвати. И ние не слушнавме од него да му каже како ние што велиме. Ние да сме на власт, јас да сум премиер, или да сме на власт како демократ, би му кажала на бугарите следното. Бидејќи вие на секој чекор, секој ден, со децени не понижувате, со вас ги прекинуваме сите преговори, дипломатски односи. Не Европската Унија да скока на глава, што сака нека прави. Ние треба да ги прекиниме дипломатските односи и да му кажеме на Европската Унија. Господо, вие имате огромен проблем, а тоа е што донесовте закон по ваша вина да мора да имате консензус од 27 држави. Ако една држава не се сложи, како конкретниот случај Бугарија, да ние не бидеме, да ги отпочнеме преговорите со Европската Унија, да не можеме да влеземе сега за сега во Европската Унија, се разбира тоа се должи, тие имаат огромен проблем, нека си го сменат законот. Јас тоа му го кажувам на Европската Унија.